Трошењето на парите на граѓаните и понатаму тема за јавни преписки помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Од СДСМ денеска велат дека додека илјадници семејства во Македонија едва ја врзуваат крај со крај, додека платите не стигнуваат ни за основни намирници, владините функционери на Христијан Мицкоски се го штеваат со луксузна храна за која обичниот граѓанин не може ни да сонува. Од СДСМ велат дека покрај папаја, манго и аспарагус, сега на менито на влада ќе се јаде лососи, ракчиња, октоподи, краби, бифтек. Мицкоски и неговата влада се хранат со луксузна храна на грбот на истиот тој народ. Аспарагус, манго, папаја. Тоа е на менито на Мицкоски и на неговите министри. Веќе е објавен оглас за набавка на огромно количество на морски плодови, месо и риба за потребите на владата. Додека народот нема за леп, тие намалуваат октободи, лигни, школки, ракчиња, микс морски плодови, чаден лосос, срамно. Но абсурдноста да е уште пострашна, замислете, владата одбива предлог за минимална плата од 500 евра, ама затоа подпишува договори за екзотично овошје, зеленчук, морски плодови, скапи авиони. Од ВМРО-ДПМН реагираат дека веста е лажна и дека во влада не јадат ракчиња и лосос, туку дека се работи за рамковна спогодба за набавка на храна која се набавува доколку има потреба за посета на делегации, а не дека таква храна навистина е набавена. Тоа е истата јавна набавка која ја правеле и во владата на Венко Филипче, само има една крупна разлика, а тоа е што Венко Филипче јадел ракови, школки и лососи со украдени пари. Истите тие пари со кои сега Зоран Заев гради згради во Дубај, а Венко Филипче ги троши парите од крвавите тендери и провизиите кои ги правеше додека беше министер, а илјадници луѓе ги загубија своите животи во ковид кризата. Претходно од партијата на Левица посочи дека владата троши државни пари за да се гостат со скапи деликатеси како папаја, манго, аспарагус и други овошје и зеленчуци. Од Левица бараат наместо расфрлање со парите на граѓаните по луксузи, владата да го прифати предлогот на ССМ за минимална плата од 500 евра.